Премиерот Ковачевски на самиот почеток на седницата за пратенички прашања го загуби трпението. Прашањата од опозицијата зошто се плаши од тоа народот да се произнесе на референдум за сите услови поврзани со македонските евроинтеграции, го истакнаа краткиот фитил на председателот на владата. Наместо одговори, тој почна да навредува дека некои пратеници и покрај образованието имале празнини во домашната култура и воспитување. Зошто бегате и зошто се плашите од референдум и соочување со народот? Човек може да добие формално образование, меѓутоа ако има празнини во домашно воспитување, тука не може да му помогнат и највисоки образовни институции. Во однос на вашето барање за референдум, тоа е исклучиво за ваша внатрешна партиска употреба. Начинот на едно домашно невоспитување кое што го покажувате во оваа собрание, само тоа ве доликува. Дали ќе бидат цензурирани македонските филмови, песни, серии и се во областа на културата што и смета на Бугарија? Дилемата која ја постави пратеничката од ВМРО ДПМН Стојкова Серафимовска за министерката за култура била само слободна интерпретација. Еве, например, во некој филм или книга, кој што ќе ги опишува случувањата во Втората светска војна или пак ќе ги опишува моменталните случувања. Дали и како тоа од ваша страна ќе биде перцепирано и дали ќе биде прогласено за говор на омраза. Јас се надевам дека овој договор за добрососедство и пријателство нема да го толкувате како договор за цензура, како што вие слободно го толкувате. Не е ова тоа, јас точно знам. На тие работни групи, тоа не беа преговори, тие беа работни групи. Јас бев дел од 4-та работна група. Знаете што? Соработката со Република Бугарија одамна постои. Ништо ново, топла вода не измисливме. Пред почетокот на седницата, председателот на собранието Џафери одржа брифинг со новинарите на кој соопшти дека пратениците од 1 август одат на одмор, а првата нова седница во парламентот е закажана за 13 август. Тој не сакаше да го коментира барањето на опозицијата за референдум, ниту најавите на власта за уставни измени. Занемањето кворумно и активната блокада од опозицијската ВМРО ДПМН рече дека пратениците треба да си ја заработат платата и да присуствуваат на седниците. На владеачкото мнозинство му порача проблемите да ги решаваат политички и да бидат во парламентот, бидејќи за тоа се избрани од граѓаните.